Премолчување наместо разговор за табу темите. Зошто тоа е секогаш изборот кај нас, го прашуваме писателот Петар Андоновски, кој за себе вели: квир литературата, тоа сум јас. Во месецот на гордоста, во подкастот Зошто, разговараме што ги дига тензиите во општеството против ЛГБТ заедницата. Добре дојде за Петар Андоновски. Добре најдов. Во последната книга не кажувам, пишувате, меѓу другото, за истополови двојки кои сакаат да имаат дете и тоа го остваруваат. Нели книгата, романот е фантазија. Колку такво нешто е реално во Македонија кај нас? Кога во 2020 го објавив мојот, како му доаѓа, четврт, а прв квир роман, Лето во кое те нема, романот предизвика огромно внимание, дури беше распродаден за помалку од месец дена. Од денешна перспектива имам впечаток дека онака баш бев дочекан како оние пандиве во некоја провинција во кинеска зоолошка градина. Сите сакаа да видат што е тоа чудо, иако квир книжевноста не е ништо ново ниту во светот, ниту во Македонија. Да подсетиме дека првата квир збирка раскази ја има објавено Ирена Цветковиќ уште во 2008-2009, сега не се сеќавам точно на годината. Така да тоа не е ништо ново во македонската книжевност, но беше дочекано со ептен големо љубопитство и можам да кажам од денешен аспект дека романот помина одлично дури и во однос на реакциите, за разлика од последниот мој роман кој излезе минатата година, крајот на ноември, ако ја обработува една поинаква тема, односно темата за квир родителството, некако помина во доста тишина и некако доста е премолчуван. Иако романот си се продава како и сите мои претходни романи, но сепак за романот не се зборува како за сите мои други романи и сметам дека тоа се должи токму на темата. Сметам дека како општество уште не сме подготвени за тоа, односно голем дел од луѓето уште не се подготвени, иако квир родителството не е ништо ново во Македонија. Особено во Скопје постојат доста квир семејства со деца или без деца. Тоа се наши соседи со кои пазаруваме на пазар, во маркет, ги среќаваме насекаде околу во театрите, тоа се наши колеги. Една од причините заради кои се решив да го пишувам овој роман и да обработувам оваа тема е токму тоа, затоа што сметам дека и во медиумите, и во културата, како и во книжевноста, не доволно се обработувани овие теми, дури во медиумите премалку се зборува. Она што особено сум многу изненаден, тоа се од реакциите на моите колеги писатели, од кои очекував малку поголема отвореност, затоа што да се занимавате со уметност, сепак треба да сте слободен човек пред се. Дури за нив е тоа табу? Дури и за нив е табу тема. Од неколку колеги, не директно, добив реакции дека е рано за вакви теми. Најинтересно е со тие луѓе, доколку би ги прашале, а кога е вистинското време, нема да знаат ни тоа да ви го одговорат. Но навикнат сум на малограѓанскиот однос на многу од нашиве писатели, така да не сум изненаден. Она што особено интересно што македонската книжевност, односно македонскиот роман, ова многу често го зборувам, можеби и сум веќе здодевен за тоа, дека особено македонскиот роман е изграден на тој така наречен историски наратив. Па кога читате некој роман од македонски писател, имате впечаток како да се надпреваруваат, особено мажите автори, како да се надпреваруваат кој ќе го изгради поголемиот книжевен национален споменик. Таков нели е на пример Пирај од Петре Андреевски, што не велам дека се тоа лоши романи или дека не треба да постојат такви романи, но лицемерието иде до таму што сметаа дека националниот идентитет е важен, а дека другите идентитети не се важни. Националниот идентитет точно дека е важен, но важни се сите идентитети подеднакво, нема помалку или повеќе важни идентитети, како што е важен националниот идентитет, исто така е важен и сексуалниот, и родовиот, и било кој друг идентитет. Го спомна премолчувањето. Значи, ова што се случува, темата со дете во истополови бракови, се базира на премолчување. И вас ве советуваат, нели? Зошто не си молчите? Така. Знаете, од мали не учат дека молчењето е злато.
Тоа е една од најпогрешните лекции кои некогаш сме ја добиле. Напротив, сметам дека за се нешто треба да се дискутира, дека секој еден однос, без разлика дали станува за пријателски, дали станува за партнерски, дали станува за однос родител-дете, дека темелот на секој еден однос е разговор. И тоа е она што и го кажувам во романот, дека само преку разговор можеме да го разбереме другиот. Со премолчувањето и со пикањето на проблемите под тепих не правиме ништо, туку доаѓаме до такви ситуации какви што се во романот, нема премногу да откриваме. Затоа и сме дојдени, нели, до ова ниво каде што се уште постојат некои теми кои во светот одамна се проживеани, кај нас уште сметаме дека е рано се зборува за нив. Но зошто е така? Зошто не се ни зборува, да речем, еве, дури на Балканот земјиве, последна беше Грција, пред тоа Црна Гора, Хрватска ги легализира истополовите бракови, посвојувањето од деца. И тие се конзервативни, и тие се традиционални земји, со силни цркви, да речеме, меѓутоа стигнале до носење закони, а кај нас не се ни зборува. Да, апсолутно, затоа што особено на Балканот уште таа националистичка риторика, таа риторика на конзервативна риторика се уште кај неголемиот дел и од гласачите и од граѓаните се уште пали. Погледнете ги вие, само знаете, многу често се поставува прашањето зошто месец на гордоста, зошто паради. Па погледнете ги само коментарите еве на порталиве кои објавуваат информации во врска со месецот на гордоста и со парадата која ќе се одржи по не знам кој пети. Погледнете ги само реакциите. И тие реакции кажуваат дека ние ко општество не сме зрели и дека има потреба не само од паради, туку дека секој месец треба да биде месец на гордоста. Човековите права не треба за никој да бидат луксус. Тие што реагираат, хейтаат, не се сомневам дека и овој подкаст ќе биде предмет на такво нешто. Тоа се да, може би се мнозинството, тоа се дел, но зарем нема лидери во ова општество, луѓе што сакаат промени, што би повеле нешто, очигледно политичарите, ако бараме таму лидери, бегаат исто така од овие теми, не ќе ни да ги споменат. Зошто нема луѓе што ќе застанат и ќе речат, чекайте, ова треба да се промени? Со исклучок на неколку пратеници во претходниот состав, во претходната влада, генерално ова го премолчуваат затоа што сметаат дека ќе им донесе само негативни поени. Не знам зашто ги подценуваат гласачите кои доаѓаат од квир заедницата и кои не се малобројни, но се надевам дека ќе сватат важноста и особено, нели, ако сакаме да идеме по тој пат на кој сме тргнати, дека едноставно ќе свата дека секој глас е важен во ова општество. Како со една реченица би го опишале животот на еден човек кој сексуално го привлекува истиот пол или кој е различен, кој се изјаснува различно во однос на сексуалноста, половата припадност или неполовата припадност? Така. Љубовта е љубов, хомосексуалната љубов е исто што и хетеросексуалната љубов, тука нема никаква разлика и не би правил никаква разлика помеѓу сексуалните определби затоа што едноставно пред се сите сме луѓе и сите на ист начин и сакаме, и мразиме, и страдаме, но како би го опишал во една реченица животот на луѓето во Македонија, тоа е секојдневна борба. Секојдневна борба. Ако вие сте човек со поинаква сексуална, не само со поинаква сексуална ориентација, туку и со поинаква боја на кожа и со поинаква националност, вие секојдневно мора 2 пати до 3 пати повеќе да се трудите и да се докажувате од другиот, само за да докажете дека вие сте под еднакво исти како тој другиот. Дека не сте помалку вреден, дека и вие заслужувате да го имате истиот статус. Дали овие луѓе добиваат поддршка понекогаш и тивка, значи од оние што велат немаме ништо против вас, се ве поддржувам, а тоа јавно нема да го кажа. Се дури велат немаме ништо против, ама тоа значи дека имаат нешто против. Многу од луѓево се дури хомофобични од незнаење, многу немале никаков контакт и не знам што си замислуваат,
Така да тие луѓе дури не ги осудувам, туку едноставно самото општество им представило дека тоа е нешто страшно. Еве, се што можам да им препорачам на луѓево, нека читаат, нека патуваат, на тој начин барем малку ќе победат некои од предрасудите. Се сеќавам на еден случај на мои познати кога излегувањето, или како велите вие, аутирањето на мојот пријател ги загрижи дома да не стане жртва на насилство. Тоа е голем предизвик во едно општество како нашето. Така. Па тоа се едни од најголемите стравови всушност и на родителите кои имаат квир деца, дека нема да бидат доволно прифатени од средината, дека ќе бидат отфрлени, дека ќе бидат жртви на насилство. Сега не знам колкав е точно процентот на насилство во последниве години, мислам дека е намален во споредба со претходно, но уште е присутен булингот во училиштата, уште мислам поминуваат многу, не се ни осмелуваат да зборуваат токму од истиот овој страв. Парадата на гордоста 5 пат ќе се одржи на 22 јуни, тоа сега поминуваше мирно, освен првата година некој мал контрапротест инцидент. Има ли опасност тоа да се промени? Па не верувам затоа што луѓето веќе се навикнати, значи не е прва, по 5 пат се одржува, очекувам да помине мирно и секако се разбира, коментари веќе си продолжат како и сите години претходно. Од една страна сум среќен што сме нација која е силна само на социјалните мрежи, така да очекувам мирна и пријателски настроен ни граѓани кон парадата. Парадата пред се е прослава на љубовта и пријателството и она што сакам да го нагласам дека на парадите не идат само луѓе кои се себе си идентификуваат као геј, како квир, како трансджендер и така натака, туку пред се идат луѓе кои се многу од нив и семени луѓе, доаѓаат и со деца и со семејства, така да тука е убавината на парадата. Парадата е пред се една забава, парадата не е нешто каде што шетаат голи луѓе и не знам што се случува. Ма токму така ја представуваат противниците. Но забават е пред се еден вид на забава. Кај нас во светот веќе тоа има некои размери, дури и наликува дури и на карневал некој и затоа масовно идат луѓе. Оние што осудуваат велат зошто овие луѓе имаат потреба да ја покажат својата сексуалност, ние не сакаме тоа ние не ја покажуваме нашата. Па тажно што така го сваќаат дека некој има потреба да си ја покаже својата сексуалност. Пред се покажува дека тука сме, постоиме, тоа е целта на парадата, дека не сме се уште сите еднакви, немаме еднакви права, и да се вратам на она исто што многу често го коментираат, во рете нека си прават што сакат да си прават, ама да не склучуваат бракови. Која е разликата ако живеете со некој заедно, и која ви е разликата, односно на другиот, која му е разликата дали вие сте во брачна или вонбрачна заедница, а тоа за многу квир парови е од значајно, првенствено од еден правен аспект. Затоа што ако формираш заедница со некој, очекуваш да ги имаш правата на партнерот, без разлика дали станува за здравствени права, за утре да наследиш стан, сте граделе заедница заедно цел живот. Така да тука е таа разликата во тоа подпишувањето на браковите од кои толку многу се плашат. За деца, како што рековме на почетокот, не сакаат ни да... Па за децата очигледно децава се најчувствителната тема и очигледно дека тоа најтешко ќе помине, а паралелно многу од геј парови веќе и има деца и си имаат остварено ко родители, без разлика дали со лесбијски парови, дали на било кој друг начин, така да постојат и во Скопје, само тие луѓе се за жал невидливи од страв дека ќе бидат и тие и нивните деца јавно линчувани. Дали самиот си бил жртва на омраза на... Па да, во средно преживува булинг, мислам, како и секој друг. Така да... Како тоа изгледало? Ако сакаш да споделиш. Да, за ова мислам никогаш јавно не сум зборел и тоа е тема за која долго време ми требало зборувам јавно. Значи многу непријатно, иако ја тој период, например, нити сум се јавно декларирал, нити сум зборел на таа тема. Се чувствувате ужасно самено, се чувствувате ужасно отфрлено, стално сте предмет на подсмев,
Многу често дури помислувате и на самоубиство. Секој ден одење во училиште ви е вистински хорор. Не знам, може би еден ден ќе напишам роман за тоа, но се уште ми се свежи траумите од тоа и се уште ми е мачно зборувам на таа тема. Каде наоѓаше силата да надминеш? Во читањето книги. Неверојатно затоа и засакав книжевност, затоа и запишав книжевност и неверојатно затоа и станав писател. Ја спомнавме парадата на гордоста, или и се ова што се случува. Не случајно прашав дали можна е промена, затоа што лани, за прв пат, црквата организираше протест. И тоа не било како протест, туку протест против закони, со кој ќе се регулираше издавањето документи, нели, за луѓе од ЛГБТ заедницата. Дали чувствувате сепак уште поголемо спротивставување наместо отворање на овие прашања, бидејќи дојда прилично луѓе на тој протест? Така, од црквата не очекувам дека ќе биде некогаш отворено, иако морам да кажам дека имам неколку пријатели, зоработници кои често доаѓаат кај мене во книжарницата, купуваат книги, кои се луѓе од црквата, без разлика дали се свештени лица или монаси, кои не се сложуваат со ваквиот став на црквата, но кои паралелно се плашат јавно да кажат, од истите причини дека ќе бидат отфрлени од црквата. Од црквата, значи, генерално не очекувам да го промени ставот. И сите верски заедници, не е тоа. Така, не само црквата, сите верски заедници. Она што е ужасно лицемерно е тоа што црквата само кога е во прашање правата на ЛГБТ луѓето се активни, а за ништо друго општеството ги нема. Но во Европа живееме во момент кога почнува да се шири нагло популизмот. Стравуваш ли дека сето тоа ќе создаде притисок врз ЛГБТ заедницата сега кога доби многу права во демократскиот свет, но дали можно е враќање назад? Не верувам дека е возможно враќање назад, но да, доста работи се променети во Европа и во светот, па дури тоа се рефлектира нели и кај нас. Многу од тие здруженија кои наводно се загрижени за деца, како што се, не знам, преземи одговорност и слични, а кои во позадина имат нешто сосем друго, се само производ токму на ваквиот наратив низ Америка и низ Европа, но сметам дека тоа ќе помине за брзо време, односно сакам така оптимистички да верувам дека тоа е само некој моментален тренд. Лани ова време, кога во книжарницата Полица, каде што исто така работиш издавачка куќа, имаше попуст на една книга и стана книжарницата предмет на говорна образа така. И повикна линч на социјалните мрежи. Уште ли се продава книгата добро? Полица си останува на својот став во поддршката на човековите права. Тоа што се случи лани навистина беше колку беше од една страна и непријатно за сите нас кои сме дел од Полица, толку и беше гротескно затоа што на пример таа книга заради која бевме нападнати е објавена 2016 година, а тие дознале за книгата дури 2022. Она што е интересно дека книгата зборува за токму за булинг на авторот на книгата, тоа е автобиографска книга на францускиот писател Едуар Луи, кој раскажува што поминал во француска провинција, искача дека и Европа не е толку отворена како што мислиме, раскажува за своите трауми од детството, за жал така наречените организации кои наводно се занимаваат со правата на децата, не го препознаа булингот, туку си наоѓаа некои други работи кои не постоеа во книгата. Благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на нашиот сајт Слободна Европа, како и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи преку социјалните мрежи кои теми сакате да ги слушате.